Стопанската комора на Македонија како стратешки партнер во проектот Образование за вработување ја креираше алатката Фонд на можности, која според нив води кон поддршка на реалниот сектор во нивната заложба за обезбедување соодветен стручен кадар со потребни знаења и вештини. Станува збор за алатка која преку финансиска поддршка им овозможува на компаниите како работодавачи да извршат обуки во нивните простории на лица за кои ќе треба да гарантираат дека 50% од истите учесници на обуката ќе ги вработат најдоцна во рок од 3 месеци по завршување на обуката. Таквата алатка е токму фондот за можности, како мората проектот Образование за вработување и едуцираше преку швајцарски партнер, Швајцарската агенција за развој и соработка со проектот Образование за вработување. Што всушност представува фондот за можности? Станува збор за алатка која финансиска поддршка им овозможи на компаниите како работодавачи да извршат обуки во нивните простории на лица, за кои ќе треба да гарантираат дека 50% од истите, односно 50% од учесниците во обуката ќе ги вработат најдоцна во рок од 3 месеци по завршување на обуката. Со овој фонд на можности, а и со овој проект опфатени се сите клучни сектори во државата, социдолството, здравството и социјална заштита, личните услуги, земјоделието, секако и индустријата, прехранбената индустрија, машинството и IT сектор. Вработувањето и економскиот развој се една од трите фокусни области на програмите на Швајцарската агенција за развој и соработка во државава. На овој начин, како мора активно делуваме и на страната на помалашката и на страната на понудата на работната сила, креирајќи ситуација. Причината што сме денеска тука е да го официализираме склучувањето на првите договори за обезбедување на финансиски средства преку фондот на можности со 3 компании од државата, кои компании ќе треба да работат преку воспоставување на обука да ги подигнат знаењето и вештините на лицата кои ќе бидат обучувани, а со тоа ќе треба и да гарантира дека најмалку 50% од обучените обуки ќе бидат работени со обучените компании. На оваа фаза секако предходеше отворен повик, каде што компаниите за увеличување страни се домашните странски аплицира, постоеше тим од страна на проектот кој што изврши евалуација и дојдовме до ситуацијата да се подпишат првите 3 договори во Македонија, каде што компаниите кои што денеска ќе отпочнат со Од вклучените компании сметаат дека алатките како фондот на можности, кои покрај финансиска поддршка овозможуваат и соработка со средните стручни училишта и креирање јавно-приватно партнерство. Оттаму најавуваат дека сите лица кои ќе ја започнат обуката ќе бидат вработени во компаниите.